Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежда од Кавадарци. Еве не повторно заедно во нашата и ваша утринска емисија. На почетокот би сакал уште еднаш да ви ја честитам новата 2022 година и да ви посакам секој добро од Господа. Имавме кратка пауза за време на празниците и верувам дека со нетрпение очекуваме повторно програмата, односно емисијата која имаме секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Верувам дека добро ги поминавте празниците, се одморивте и сега сте подготвени за вашите секојдневни активности. На почетокот би сакал да спомнам неколку сервисни информации, дека утрово имаме облачен ден во Кавадарци, претежно врнежлив, значи врне дожд, меѓутоа затоа малце подоцна за временската прогноза. Инаку, утрово сонцето кој не го видовме, но тоа изгреа во 6 часот и 58 минути, а ќе зајде во 16 часот и 21 минута. Што се однесува до денешната временска прогноза, таа гласи дека ќе имаме облачно време со пообилни врнежи. Локално ќе паднат дори до 25 литри на метар квадратен. Во западните и во северните делови, како и на повисоките места, ќе има снег. Значи, времето е навистина зимско. Ќе се формира нова снежна покривка, особено во западните делови. Ќе дува слаб до умерен вдолж поврдарието, повремено засилен северен ветер. Температурите се движат или ќе се движат од 0 до 1 во западните делови на нашата земја, во северните делови од 3 до 5, во југоисточниот дел на Републикава, на нашата земја од 3 до 5, односно во Гевгелискиот од 7 до 10, теквишијата ќе имаме од 5 до 7 степени, Пелагонискиот регион од 3 до 5 и Охридскиот од 4 до 6. Релативно температурите се позитивни, меѓутоа прогнозата за следните 3 дена е навистина права зимска. Температурите ќе опаднат, например на 12 јануари ќе имаме од минус 5 до 3 минималните, а максималните од 0 до 8. Потоа, уште повеќе ќе имаме ниски температури на 13, од минус 10 до 2, а дневните од минус 4 до 5, и тамо некаде на 14 јануари ќе имаме од минус 12 до минус 3 минималните, а дневните од минус 3 до 6. Значи, денеска и утре ќе имаме врнежливо време, на планините снег, во соседните земји, како во Србија имаме паѓање на снег, меѓутоа денес и утре ќе биде облачно, се уште во Македонија, потоа ќе се разведри. Во нашата програма, почитувани гледачи, ќе имаме и некои други рубрики ова година. Еве сега од сервисните информации сакам да споделам информации дневни за состојбата на патишата. Верувам, вие кои возите, тоа ќе ве интересира. Од АМС јавуваат дека сообраќајот на државните патишта се одвива по влажни коловози, на некои повисоки места има остатоци од кашаст снег, а на коловозот по интервенција на дежурните екипи на јавното предпријатие Македонија, па тие се расчистуваат врнежи, односно тој кашаст снег. Врнежите од снег со променлив интензитет се бележат на Попова шапка, Маврово и на планинските премини Стража, Буково и Пресека. Намалена видливост поради појава на магла од 50 до 60 метри на патниот правец Куманово Страцин и до 80 метри секако и на планинскиот премин Буково. Што се однесува до фреквенцијата на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. АМС препорачува
возење внимателно, движење, односно прилагодување на брзината, почитување на поставените сообраќајни сигнализации и евентуално кога се управува со возилото, никако да не се употребува алкохол. Има и некои одрони на некои патни правци, како Катланово Велес, Маврово Дебар, Струга и така натаму, Виница Берово, Кочани, Делчево. Така да бидете внимателни, почитувани пријатели, кога вие што возите, бидејќи е зимски период, коловозите се мокри, има и одрони, значи целосно посветеност кога се човек вози, односно кога вози, да внимава на возилото и на самите патишта. Знаеме дека е потребна и зимска опрема да имаме во возилата. Што се однесува до, рековме, граничните премини, од македонска страна нема подолги задржувања. Од 15. ноември, како што реков, е законска обавеза да се задолжително поседува зимска опрема во возилото без оглед на временската состојба. Има и некои работи кои се извршуваат на поедини делници во Македонија, но за тоа повеќе може да се информирате на страницата на АМСМ на Македонија, односно тоа е служба за помош на патниците и возачите во нашата земја. Еве сега ќе одиме со една убава песна да ве поздравиме сите вас, почитувани гледачи кои се вклучивте во нашата програма, и потоа повторно ќе се вратиме во нашата емисија. Овој свет е долина на солци, кај пустат силни ветрови, а јас и ти сме само патници. Преко густи црни облаци мал зрак на среќа блеснува, но набрзо го снемува. Не се плаши, оди храбро, и во добро, и во зло. Бог те води, знај, во животот. Срце нека се насмее, Божи дар е овој ден. Секој нека препознае во нас Божја љубов живе. Мир и добро да шириме, Исуса да го следиме, за да види целиот свет дека ние Божи деца сме. Овој живот како нежно цвеќе што се раѓа и вене, и што на крај од се ќе остане. Затоа патнику што страдаш, погледни сега нагоре кон домот наш небесен. Биди среќен, полн со вера, Исус спас ни доаѓа. Ќе не води тој во вечноста. Срце нека се насмее, Божи дар е овој ден. Секој нека
Božja ljubav žive, mirim dobrom da širime, Isusa da go sledime, zadam vidim celio svet, bo nas Božja ljubav žive. Pej mu na Isusa, slavi go po sekoj čas, zadam vidim celio svet, deka Božji deca nije smer, po nas Božja ljubav žive, po nas Božja ljubav žive. Се враќаме повторно во живо во нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите ова прва емисија во новата 2022 година. Наред се сега капки на мудроста, а потоа ќе одиме и на приказна. Во ова наша утринска програма внесовме некои нови рубрики, така да ќе имаме утринска програма, односно утринска порака за деца, како приказна за деца и за возрастни. Ќе имаме уште некои новини за кои малце подосна ќе спомнам. Ево на почетокот неколку капки на мудроста. Кога ќе излезеш од невремето, нема да бидеш истиот човек кој беше пред да влезеш. Токму затоа е самата бура. Да оставите гневот да тлее во вас е како да подигнете од земја вжештен јаглен со намера да го фрлите кон друг, вие сте тој на кого му гори раката. Тишината е вистинскиот пријател кој никогаш не изневерува. Ете, понекогаш и тоа се случува. Потребна ни е тишина, да се повлечеме, да малце размислуваме, да бидеме насамо. И затоа еве некој таа мисла е запишал: тишината е вистинскиот пријател кој никогаш не изневерува. Има само една работа која може да ве спречи од остварување на соновите, а тоа е стравот од неуспехот. Понекогаш ете се плашиме да зачекориме, дали во нова работа, во нов бизнис, во некои нови активности, и затоа ете тој страв понекогаш е една главна или голема кошница. Многу е лесно да поразиш некого, но многу е потешко да го победиш. Ево уште една капка на мудроста. Некои би сакале со туги дамки да ги покријат или измијат своите, или пак во нив да најдат утеха за собствените дамки. Еве тоа беа капки на мудроста за ова утро, почитувани гледачи. А сега ќе поминеме на приказна. Ова приказна што ќе имаме секој утро може да биде наменета и за нашите најмлади, за децата, но и за нас повозрастните, така да секој може да се види себе си, односно да извлече поука. Во еден селски имот патка лежала во гнездото во кој имало 6 јајца. Еден ден од 5 јајца излегле 5 убави пајчиња, а подосна се распукало и 6-то јајце, од кое се појавило многу грдо пајче, наречено грдото пајче. Подосна патката ги однела патчињата во дворот на фармата, за да ги запозне со старата патка која уживала посебен углед меѓу птиците. Таму старата патка и сите други птици ги пофалиле патчињата, но за последното рекле дека е многу грдо, и затоа ова патче го добило името грдото патче. Од тога сите животни на фармата се однесувале лошо кон грдото пајче, вклучувајќи ги неговите браќа и сестри. Бидејќи повеќе не можело да го поднесе тоа злоставување, една ног тоа побегнало од фармата и стигнало во блиското му чуриште, каде запознало диви патки.
Но тогаш се зачуле истрели и двете патки паднале мртви. Всушност, грдото пајче се нашло во екот на ловот на диви патки. Исплашено, тоа покрило главата со крилјата, а тогаш него му се приближило ловечкото куче, кое само го помирисало и си заминало. По некое време, тоа стигнало до една сиромашна куќа во која живеела старица со кокошка и мачор. Некое време пачето живеело во куќата, а мачорот и кокошката го прекорувале затоа што тоа не знаело да несе јајца или да преде. Од друга страна, воден од стремежот да плива во водата, еден ден тоа напуштило куќата. Значи се оддалечило пајчето од куќата. Есента тоа здогледало лебеди и било водушевено од нивната убавина. Меѓутоа, набрзо дошла зимата, еден ден грдото пајче замрзнало во водата. Во таквата состојба го пронашол некој селенец кој го однел дома и таму го повратил во живот. Меѓутоа, кога неговите деца посакале да си поиграт со пајчето, тоа се исплашило и направило неред во куќата, потоа побегнало надвор. По некое време дошла пролета и нему му се повратила силата, па еден ден летнало во убавата градина. Таму тоа здогледало 3 лебеди, а кога се погледнало во водата, забележило дека и тоа е убав млад лебед. Него веднаш го забележеле другите лебеди и децата кои се воодушевувале на неговата убавина. Не е лошо да се родиш покрај бара заедно со патките, ако си се извел од јајце на лебед. Тоа е кратката порака од ова приказна, почитувани пријатели. Таа трансформација започнала од нула и доживеало нов почеток. Сите ние сме грди патки, но Бог може да не промени и да му даде нов почеток на секој од нас. Размислете, еве, например, почитувани гледачи, за гасеницата. Од рептили кои се трансформираат во прекрасни пеперутки. Тие доживуваат сосема нов почеток. На ист начин можеме да ја отфрлиме кожата на гасеницата и по Божјата милост да добиеме нов почеток токму сега, на почетокот нова календарска година. Искуство да доживееме ново искуство со Бога, кој може да започне сега и да трае цела вечност. Сетете се на луѓето, за сите луѓе од Библијата, на кои им било дадено втора шанса, на кои им била дадена можност за нов почеток. Например, еве ќе спомнам само неколку личности од Светото писмо. Матеј, човек бил даночник, собирал данок. Марија Магдалена со лошо реноме, и таа добила нова прилика, нов почеток. Савле бил прогонител на христијаните кој станал подоцна со ново име Павле. И многу други имаме такви имења во Библијата запишани кои добиле нов почеток во својот живот. Може би ние понекогаш се чувствуваме, почитувани гледачи, како ова грдо пајче, отфрлено од сите и оне најблиските, но има еден кој никош не отфрла, а тоа е Господ Исус Христос. Затоа нека на почетокот нова година свртиме нова страница во нашиот живот и целосно да се подпираме на Бога. Сите ние сме убави, под наводници, во очите на Бога. Сите ние на некој свој начин носиме белег Божи. Иако гревот не упропастил, гревот го упропастил дури нашето тело, но во очите на Бога ние сме негови синови и ќерки. Еве тоа беше утринската приказна за децата, но и за нас возрастните. Одиме со уште една песна, потоа ќе ја проследиме и утринската порака. Света, сите детски се
како жар. Сакаме птици нежно цвеќе, срца ни се преполни среќа. Сакаме птици нежно цвеќе, срца ни се преполни среќа. Знатникот ни ке ни даде спас, во тој славен долго чекан час. Красно ке ни биде тогаш нам, кога Исус ке ни дојде нам. Знатникот ни ке ни даде спас, во тој славен долго чекан час. Красно ке ни биде тогаш нам, кога Исус ке ни дојде нам. Кога Исус ке ни дојде нам. Повторно сме во живо во нашата емисија. Вие следите програмата на Гласот на надежта, адвентистичко радио, кој се имитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Според нашата шема, односно нашата програма, сега е наред утринската порака. Секој утро споделуваме библиски текстови и со соодветен коментар како утринска порака за сите нас. Ово утро пораката наоѓаме во Евангелието според Матеја во 13 глава 33 стих. Царството небесно прилега на квасец, што го зема жена и го клава или го става во 3 мери брашно, дури не скисне сето. Значи, насловот е како квасец. Во оваа парабола на Спасителот квасецот се појавува како символ на небесното царство. Со него е прикажана животворната преобразувачка сила на Божјата добрина. Затоа грешникот мора да ја прими силата на Божјата милост, која може да го оспособи да влезе во царството на славата. Сета култура и сето образование што може да ги даде светот ќе доживеат неуспех при обидот пониженото дете на гревот да го претворат во небесно дете. Силата што обновува мора да дојде од Бога, како квасецот што се става однадвор, а дејствува внатре, која ќе се помеша со брашното, така и Божјата милост, обновувајќи го срцето, го преобразува животот. Квасецот скриен во брашното дејствува невидливо додека не скисне сето тесто. Така и квасецот на вистината дејствува таинствено, тивко истрено и ја преобразува душата. Вродените склоности се смекнати и скротени, се всадуваат нови мисли, нови чувства, нови побуди. Се поставува и ново мерило на карактерот, Христовиот живот. Умот се менува, способностите дејствуваат во нова насока. Совеста се разбудила. Срцето на оној што ја прима Божјата милост е преполно со љубов кон Бога и кон оние за кои Христос умрел. Неговото себично јас не се бори да биде признато. Тој е љубезен и промислен. Не бара никаква лична слава и признание и секогаш е полн со доверба во Божјата милост и љубов. Со нашиот темперамент и глас треба да управува Христовата милост. Таа дејствува и се покажува во пристојноста, во нежната грижа на братот и за братот и сестрата и во љубезните зборови што храбруваат. Во таков дом престојуваат ангели. Животот точи сладок мирис кој како свет темјан се издигнува кон Бога. Љубовта е проникната с љубезност, со нежност и стрпливост. И однесувањето се менува. Христос кој живе во срцето помага да болскоти лицето на оние што го љубаат и ги држи неговите заповеди. Кога ќе се случат овие промени, гласовите на ангелите се слеваат во заедничка песна што восхитува, а Бог и Христос се радува со душите што го одразуваат божествениот лик. Еве тоа беше пораката, почитувани гледачи, која денеска споделивме, а ја најдовме во Матеј 13 глава 33 стих. Царството небесно, вели Библијата, Новиот Завет, е споредено со многу
primjeri i simboli. Ovdje čitavme дека Царството небесно е споредено со квасец. Вие домаќинки знаете квасецот, сите ние знаеме зошто се користи. Квасецот кој ќе се стави во тестото доживува една промена. Така да и силата Господова, кога човекот ќе го запознае Бога, силата на Светиот Дух врши преобразба во срцето на човекот. Тој не е истиот како што бил. Овде пишува: вродените склоности се смекнати и скротени. Се всадуваат нови мисли, нови чувства, нови пободи. Се поставува и ново мерило на карактерот, Христовиот живот. Умот се менува, способностите действуваат во нова насока, совеста се разбудила. Така да, ајде да му дозволим и денеска нека не води Исус, односно Светиот Дух, во нашите планови, во нашите активности, како што квасецот кој ќе влезе во тестото, тоа тесто не е исто, тоа расте. Така да нека расте Царството небесно и денеска се во нашите срца, да се приготвиме за она небесно царство, кога Исус ќе дојде и еден ден ќе го воспостави. И само уште некоја реченица да повторам од овој материјал. Неговото себично јас не се бори да биде признато. Тој сега е љубезен и промислен, не бара никаква лична слава и признание, и секогаш е полн со доверба во Божјата милост и љубов. Нека Божјиот Дух, силата на Светиот Дух не преобрази и ги очисти сите тие недостатоци во нашиот карактер, а да бидат всадени, како овде што читавме, благослови, односно оние љубезни работи што Господ сака да ги види во нашиот карактер. Одиме сега со реклама за дописната библиска школа. Сите вие кои сакате, почитувани пријатели, онлайн, значи преку интернет да изучувате Библијата, имате извонредна можност. Погледнете ја, слушнете ја сега рекламата и после емисијата веднаш побарајте таа веб страница, прочитате ги тие таму информации и зачленете се во дописната библиска школа која е без обврски. Може да прекинете кога сакате, но ќе добиете многу. Има 8 подрачја на изучување. Еве да ја видиме сега и рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. И тоа беше рекламата за дописната библиска школа, значи онлайн, преку интернет, во вашите домови. Никој за тоа не мора да оди во пошта, да праќа писма, да прима писма, да ги исполнува. Едноставно седете поред вашиот компјутер и ги одговарате прашањата, добивате прекасен материјал, а потоа ќе добиете една убава диплома, така да одберете која насока ќе изучувате во ова електронска дописна школа. Воведовме и нова рубрика, односно неколку нови рубрики. Една од тие ќе зборуваме секој утро за апостолите. Ги има 12 апостоли, така да, почитувани гледачи, во следните 12 дена ќе зборуваме секој ден, секој утро за еден од апостолите. Ово утро се одлучив да зборувам за Јован Богослов, најмладиот, најмалиот Христов ученик кој живел и најдолго секако после Христовото заминување на небото. За Јована има многу што да се каже, има многу информации. За некои од апостолите имаме многу малку информации, но за Јована имаме подоста. И затоа утро јас ово извештај за Јована ќе го поделам во 2 дела, така да
Ке спомнам нешто за Јована денеска, а ке продолжам и во утрешниот ден. Јован Богослов е еден од 12 Христови апостоли и е признат во христијанскиот свет. Еден од творците на Евангелието. Јован напишал повеќе книги, како што е Евангелието според Јована, прва, втора и трета посланица, и го напишал, знаеме, и Откровението Јованов, односно последната книга во Библијата. Бидејќи многу традициите кои постојат зборуваат за апостолите, имаме некои пишани документи кои се пронајдени, но има многу и од традицијата, но јас ќе ви пренесам онака како што ги пронедов тие информации за апостолите, да ќе ги споделам, за да добиеме една слика за тие Божи луѓе кои навистина биле основачи на христијанството, односно на христијанската црква. Апостол Јован е роден во Палестина. Неговите родители се викале Заведеј, таткото, и мајката Салома. Јован заедно со својот татко и брат биле рибари. Во тоа време претежно луѓето се занимавале со таа дејност. Во Евангелието браќата се нарекуваат Заведееви по името на нивниот татко. Тој е еден од првите ученици на Јован Крстител. Заедно со Андреј прв станал апостол на Исус Христос. Заедно со Јаков и Петар, тој е еден од апостолите кои најмногу поминувале време со Исуса. Знаеме дека Јован е еден од првите кој отишол на гробот да види дали навистина Исус воскреснал заедно со Петар. Во Иерусалим тој се задржал подоста време, најмногу затоа што Исус, знаеме, кога висеше на крстот, му рече на Јована да се грижи за Марија, за неговата мајка, бидејќи очигледно Јосиф во меѓувреме починал и Марија останала сама. Во 60-та година проповедал во Мала Азија, станувајќи бискуп и основач на христијанската црква на тие простори. Јован доживел длабока старост според историјата, починал на 101 година во времето на царот Трајан. Според Библијата, кога Јован наполнил 100 години, тој едноставно и во тие стари години, да кажеме, се уште проповедал и оставил свој аманет на следните генерации. Неговото Евангелие е напишено за прогонувањето на христијаните во тој период и знаеме дека тој бил затворен за Евангелието на островот Патмос, каде што Господ Исус Христос му дал прекрасни виденија и тој таму го пишува откровението. Заштитник, некој рекол дека Јован е на писателите, издавачите и така натаму. Јован Богослов бил повикан, рековме, со неговиот брат Јаков да бидат Христови следбеници. Интересно, кога ја гледаме на сликата за тајната вечера, уметниците дошле на идеја да ги насликат, да ги нацртат сите 12 апостоли. Тука веднаш од десната страна до Исуса Христа стои и Јован. Јован го следел Исуса на сите негови патувања. Тој имал предност да го гледа Исуса како се моли во Гецеманската градина, како од неговото челото на Исуса Христа капеле и капки крв. Значи Исус се борел, таа вечер му била судбоносна, да Господ му даде сила на Исуса да издржи, зашто го очекувало Голгота и трнов венец. Сето тоа време Јован Богослов бил покрај својот учител, му било тешко што можел да го гледа Исуса, но сепак тој подоцна тоа ќе го запише. Исто така може да кажеме, почитувани гледачи, дека Јован Богослов е наречен и писател на љубовта. Тој многу зборува за Христовата љубов кон човекот. И таа мисла постојано му била во главата кога ги чул оние зборови, кога бил на Голготскиот крст, односно до крстот, а Исус висел на крстот, кога му рекол: жено, еви ти син,
a koga se obratil kon Jovana mu rekol, eti ti majka. Od toj moment Jovan se grižel posebno za majkata na Isusa Marija. Propovedal, rekovme, v toj del na Mala Azija, mnogo проповеди имал, многу луѓе се обратиле благодарејќи на неговите зборови, зашто тој бил очевидец и можел директно да им зборува на присутните за се оно што го доживел со Исуса Христа. Утре ќе продолжиме со некои други информации за Јована, така да, еве, можевме денеска, почитувани гледачи, да се запознаеме со првиот, може да кажеме, апостол, иако е најмал, првиот, да кажеме, бил најстар Петар, за него ќе кажеме во една од наредните утра, односно емисии, така да, еве, Јован Богослов, човек кој оставил голем белег во Светото писмо, неговите евангелија или неговите пишувани извешти се многу лесни за разбирање, мислам на евангелието и на посланијата, иако откровението може би е малку потешко, зашто се служи Јован со многу символи, но тоа е потребно за да се објасни пораката Господова. Читајте го Новиот Завет, читајте ги евангелијата, посебно евангелието на Јована, неговите 3 посланици или посланија, а посебно последната книга на Библијата, Откровението, каде што добиваме визија за еден нов свет, за нешто што Господ Исус го приготува за сите оние кои денеска верно и оддано му служат. Одиме сега со уште една песна, да направиме пауза, почитувани гледачи, а потоа ќе се вратиме повторно во нашата програма. Tama ka dia panti
програма на Адвентистичкото радио Глас на надежта од Каладарци. Во нашата програма внесовме уште една нова рубрика, а тоа ќе зборуваме за интересни водопади кои се наоѓаат во Македонија. Има многу водопади кои ние како граѓани може и не ги знаеме, ниту сме ги посетиле. Тие водопади се навистина прекрасни и јас секој утро, колку што времето ни дозволува, ќе ви пренесувам информации, а подосна во следните емисии слики од тие водопади да видиме со што се располага нашата земја. Ќе зборуваме и за поедини села, градови, како настанале, да се подсетиме за Македонија, бидејќи Македонија е една убава земја, кај што има убава природа и затоа, еве, денеска се одлучив да ви пренесам информации, да зборуваме за Дувскиот водопад. Може би прв пат слушате Дувски водопад. Еве на почетокот овде имаме една информација, односно раскажување на една личност која сакала да отиде некаде да прошета. Вели, понекогаш сите се наоѓаме во ситуација кога остануваме без инспиративни идеи за патување. Кога од толку примислување на крај остануваме дома, но кога викенд чека да ве поведе на незаборавно патување, не мислите се многу, туку брзо действувате. Соберете добра екипа, пополнете го ранецот, зашто во тој момент почнува наинтересното. Иако сега е зимски период, водопадите се добри да ги посетиме и во зимскиот период, меѓутоа секако најдобро е во пролет или во лето. Еве, ова личност ја го посетиле Дувскиот водопад заедно со своето друштво. Толку имам да кажем ако случајно останете без конкретни планови за следниот викенд. Доволно е тоа што ќе се одвезете до Националниот парк во Маврово и ќе бидете на ова сакрално место во нашата држава за да се почувствувате поисполнето. После посетата на Бигорскиот манастир, заедно со моите пријатели, решивме да го посетиме Дувскиот водопад. Толку многу имам слушнато за него, што навистина ми се направи кеф, што најпосле го посетив. Во врска со ова патување имам да кажем неколку работи. Прво ќе се возите низ таков буен предел што само внимателните очи може да ја уловат сета убавина. Ворете да се направат неколку фотки, но дадете си простор да ја почувствувате природата околу себе и со добро музиче може да патувате и понатаму. Второ, слободно може да се паркирате во село Ростуше. Водопадите од таму се оддалечени околу 30 минути пешки. Зависи со какво темпо се движите. Интересно е што по патот до таму, патот е прекрасен, самиот допир со природата ќе ве вдахне дополнително, ќе ви вдахне енергија и без никаков проблем ќе стигнете до крај. Следете го течението на Ростушка река и таа ќе ве доведе до водопадот. Освен тоа, за повеќе да уживате во обкружувањето, секако, ако имате доволно време за располагање, дозволите си да фрлите поглед до скрените местенца кои ќе ви се испречат на патот, а тоа е вегетацијата. Патот имате неколку одморалишта, каде ќе може да земете здив, ќе поминете низ дрвени мостови и целиот пат е под сенка. Ако се наоѓате во летниот период, ќе налетате на изобилство на шумски јаготки. Кога јас се најдов таму, температурата беше околу 30 степени надвор, а воопшто не почувствував жестина кога влеговме по течението на Ростушка река кон водопадот. Само желбата со своји очи да го видам водопадот имав и тоа ми се оствари. Трето, кога ќе стигнете до водопадот, 28 метерскиот водопад, земете длабок здив, затворите ги очите и слушнете го шумот. Дури потоа внимателно слушнете ги и гледајте се околу. Јас имав таа среќа да го начекам водопадот со многу вода, така што кога застанав пред него, за неполна минута бев целосно мокар. Не беше страшно, знаев дека штом ќе излезам на сонцето ќе се исушам. И уште нешто, како на дополнување на точка 3 е тоа што можете да викате пред водопадот, а да не бидете слушнати од никого. Тоа беше видувањето на овој господин со друштвото кој го посетиле овој водопад, но ве сега и службено ќе најдете информации за самиот водопад
i tije informacije evo kako glasat. Duvskite водопади. Znači, taka se vikat tije водопади, koji ги ima sigurno poveke, pomali ili poголеми, se naogjат во близина на селото Ростуше, до кое од самиот центар на селото се стигнува за 30 минути. Патеката до водопадите е обележена, уредна, обезбедена со дрвена ограда и истата во неколку наврати е значително стрмна, но во поголемиот дел е лесно проодна. Значи, овај службен запис, ако го побарате на интернет, ќе го најдете овој запис, за да сите оние посетители бидат информирани каде да го најдат и какви услови се наоѓаат околу водопадот. До самите водопади се поминува низ Дувскиот кањон, кој е висок и до 100 метри и кој представува вистинска атракција. Местото е специфично и по пријатната клима, а температурата во најжешките летни периоди изнесува од 18 до 20 степени. Низ кањонот тече Ростушката река, која е најголема во пролетниот период. Главна атракција и вистински празник за очите е самиот водопад, кој според самото место го добило и името, а се наоѓа на самиот крај на кањонот. Неговата висина изнесува околу 25 метри, релативно висок водопад, почитувани гледачи. Еве, тоа беа неколкото информации. Се запознавме денеска со Дувскиот водопад. Значи, ја не сум бил таму, но ете, ако ми се укаже прилика на пролет или на лето да го посетиме и да уживаме во убавата природа. И во утрешните емисија и оние следните ќе се запознаеме со други водопади кои се наоѓаат исто така во нашата земја. Прекрасни водопади, можеби не толку познати, но еве преку ова наша утринска програма, почитувани гледачи, сакам да ги доближам тие убавини на нашата земја, тие убави природни убавини што Господ ги создал и ни ги подарил да уживаме и да дишеме чист воздух. Следува сега рубриката за здравјето. Вие знаете, секој утро споделувам интересни совети за здравјето или здрави рецепти. Ово утро се одлучив да споделам два рецепти кои верувам ќе бидат корисни и ќе можете да ги употребите во вашата исхрана. Еве, земете ги вашите пенкала, моливи или лист хартија, или пак ова емисија се снима, ќе може подосна повторно да ја прислушате и да ги запишете овие рецепти. Полнити пиперки со просо, печурки и прас. Подготовка. Празот ситно го сечкаме и го ставаме да се запражи на масло на тивок оган. Печурките ситно ги сечкаме и ги ставаме во празот, па и нив ги запражуваме. На крај го ставаме просото и него кратко го запражуваме и ги ставаме за чините. Со оваа смеса ги полниме пиперките и ги редиме во тава. Ги затвараме со парчиња компир или тиквички. Правиме запрашка на класичен начин. Сега да не ви објаснам како се прави тоа, значи се става малку брашно, масло, црвен пипар, сето тоа се замешува со млака вода, со целата смеса ги приливаме пиперките, ги поклопуваме и ги ставаме во рерна на 220 степени да се печат. При крајот го вадиме капакот да испари вишокот од течноста. Кои состојки ни беа потребни за подготвување на полнити пиперки со просо, печурки и прас? Потребни се 8 пиперки ајварки, 2 чаши просо, 1 страк прас, 200 грама свежи печурки шампиньони, 1 лажица мешан сув зачин, половина лажичка бибер, половина лажичка лут буковец, масло по потреба. А за запрашка секако потребно е 2 до 3 лажици брашно, 1 лажица мешан сув зачин, 1 лажица мелен црвен пипер, масло и вода по потреба. За затваре на пиперките 1 тиквичка или компир. Верувам дека ќе го испробате, почитувани гледачи, и овој рецепт. Еве една здрава чорба од спањак. Се уште на пазарите може да се најде спањак.
Значи, едно од полесните и највкусните рецепти кои може да го подготвите и оваа есен, а секако и во другите денови од годината. 300 грама спањак, 200 грама ориз, лажица брашно, 100 мл кисело млеко, сол, масло, младо кромиче. Како се подготвува? Попржите го со малку млад кромит оризот. Спањакот исечете го и спржите го на малку масло со оризот. Додадете вода и варете 30 минути од моментот која ќе зоврие. Додадете лажица масло измешано со брашно и црвен пипер. Додадете сол по вкус. Се служи со кисело млеко или јогурт. Еве, овие беа советите за здрава храна, односно рецепти кои можете да ги испробате, почитувани гледачи, во вашата кујна. Пред да отидеме на последната рубрика од нашата програма, за ово утро ќе слушнеме уште една песна. Покажи ми пат да ти се вратам. Иако тешко во твој преградки пак да ти бидам, а на крај на тој пат животен. Еве доаѓам јас кај тебе, душава, цело срце ти го давам на дар. Биди тука, остани. Еве доаѓам јас кај тебе, душава, цело срце ти го давам на дар. Биди тука, остани. До крај остани. И пак по кој пат, така во ноќта, слушав многу лажни шепоти, но само тој глас нежно ме води. Силен плам срце ми раздвори. Еве доаѓам јас кај тебе, душава, цело срце ти го давам на дар. Биди тука, остани. Еве доаѓам јас кај тебе, душава, цело срце ти го давам на дар. Биди тука, остани. До крај остани. До крај остани. Шувeten lacha et chayai, kol pina shevelibi et nafshi, shamatali bekilbi. Az shuveten lacha et chayai, kol pina shevelibi et nafshi, shamatali bekilbi.
אמיתי, אתה שם איתי, do kraju stani. Poštovani gledači, sledova rubrikата за археологијата, односно археологијата ја потврдува Библијата. Продолжуваме и понатаму во нашите утрински емисии и во ова година да пренесуваме интересни факти, информации од книгата Археологијата ја потврдува Библијата од професорот Драго Обрадовиќ. Денеска ќе зборуваме на тема кој одлучил кои книги ќе бидат вклучени во Библијата. Познато дека во оние стандардните Библии постојат 66 книги, но имаме Библии кај што имаме и 77 книги или повеќе. Едни се наречени канонски, а други имаме и апокрифни. Кој одлучил во кое време кои книги да се наречат канонски, а кои неканонски, односно апокрифи? Зборот апокрифи значи нешто сомнително или невистиното, односно лажно. Многу христијани читањето на Библијата го сметат за голема вредност, зашто веруваат дека таа е дадена со Божје вдахновение. Меѓутоа, дали некогаш сте се прашале кој одлучил кои книги ќе бидат вклучени во збирката на книгите што ја познаваме како Библија? Зборот канонизација, кој што ја означува постапката со која книгите биле ставени или сврлени од Библијата, потекнува од грчкиот збор канон, чие што основно значење е правило или мерка. Поради тоа, книгите што се ставени во нашата Библија понекогаш се нарекуваат канонски, иако зборот канонизација офаќа многу повеќе отколку прописи подложни на одредени правила. Овде ни се наметнува прашањето зошто првите христијански заедници одредени книги ги сметале како свети и вдахновени. Нашиот пристап кон ова прашање одредува дали веруваме дека Библијата каква што ја имаме ние денеска во нашите раце настанала под влијание на Светиот Дух во првата црква или пак како што тврдат некои, за тоа се одговорни политичките власти во времето на Константина. Бидејќи Библијата се состои од Стар и Нов Завет, на ова прашање ќе одговориме во два дела. Овутро ќе зборувам сега за Стариот Завет, а утре во утрешната програма, односно емисија, ќе зборуваме за настанокот на Новиот Завет. Кој одлучил кои книги ќе влезат во Стариот Завет? На ова прашање не можеме да одговориме одредено поради недостиг од историски извори. Не ни е точно познато ниту времето кога е донесена ова одлука. Експертите кои ја застапуваат историската критика веруваат дека Библијата стекнала авторитет постепено. Тие сметат дека 39 книги од еврејската Библија кои се поместени во три главни дела, закон, пророци и списи, укажуваат на три степени од развојот на процесот на канонизација. Според тоа гледиште, законот под кој се подразбираат Мојсевите книги, наречени и Петокнижје, биле канонизирани околу 400-та година пред Христа. Пророците во текот на првиот век пред Христа, а и списите во текот на првиот век по Христа. Според ова мислење, историјата е наполно поинаква. Јасно е дека книгата Закон, тоа е Петокнижје, се сместила во Божјата реч уште од најраните почетоци. Низа библиски цитати укажуваат на фактот дека во самиот закон наоѓаме тврдења кои кажуваат дека тој е вдахновен. Во подоцнежното време, односно подосна на самиот тамо кај планината Синај, кога Бог му ги дал сите заповеди 10 на Мојсија, еве што пишува: ја зеде книгата на заветот и му ја прочита гласно на народот, а тие рекоа: се што рекол Господ ќе правиме и ќе бидеме послушни. Многу столетија подосна под вавилонското робство, Ездра чита од книгата на Мојсевиот закон што Господ му ја беше дал на Израел, а која народот ја прифатил како устав за своја обнова на државата. Значи сите тие списи, се мисли на 39 книги, ги користеле и евреите во своите
проповеди, во проучување и кога сакале нешто да споделат, односно да го послушат Господа, преку тие пораки што Господ му ги дал на Мојсе, тој ги запишал. Не ни е познато како се сочувани овие книги. Предпоставуваме дека Ездра и Неемија можеле да бидат вклучени во собирањето на книгите од кои се состои старозаветниот канон. Меѓутоа, ни едно лице, нито дури неколкумина не одлучувале кои книги ќе бидат вклучени во Стариот Завет, затоа што во текот на израелската историја постоеле одделни луѓе кои биле признати како Божи пророци, а оно што тие го кажале и го напишале се сметало за Божја реч. Како настанал еврејскиот канон? Според еврејската традиција, голем дел од еврејскиот канон настанал во времето на Ездра и на Неемија. Значи, Бог ги потикнал овие пророци, овие луѓе Ездра и Неемија да ги препознаат оние вистинските одлажните списи кои ги имало повеќе во тоа време. Меѓутоа, Бог ги потикнал да ги препознаат оние вдахновени книги и ги нарекле, односно ги собрале во една поголема книга од 39 книги. Како што рековме, тие биле поделени во 3 дела, како што кажавме петокнижје, кај што биле оние 5 книги Мојсееви, а потоа пророчките книги и списите. Таката денеска ние Библијата што имаме, почитувани гледачи, е вистинита, верна на оригиналот, и тие книги се вдахновени од страна на Светиот Дух, зашто тие писатели биле водени од силата на Господа. Еврејскиот историчар Јосиф Флавије тврди дека евреите наспроти грците кои имале безбројно мноштво книги имат само 22 книги. Спомнал дека овие книги содржат извештаи за сите минати времења, а тие со право се сметаат за божествени, од кои 5 му припаѓаат на Мојсија и ги содржат неговите закони и преданија за потеклото на човечкиот род до неговата смрт. Еве тука ќе престанеме, ќе застанеме, почитувани гледачи, ќе продолжиме утре да кажеме неколку мисли, зборови како настанал канонот на Новиот Завет. Да повторам, значи канонот на Стариот Завет, Бог ги потикнал Ездра и Неемија во дадено време да ги препознаат оние вистинските книги, зашто имало многу книги напишано, но сите не биле вдахновени. Имало книги кои биле напишени од лажни автори, од лажни пророци. Бог сакал да не бидат луѓето заведени, туку ги потикнал овие двајца негови соработници, и тие кои биле вистинските книги биле препознаени и ставени на едно место. И евреите подоцна за време на прогонството и било каде да се најдат, ги читале тие книги кои биле препознаени и наречени канонска книга, односно канон на Стариот Завет. Еве, почитувани гледачи, дојдовме до крајот на нашава денешна утринска програма. Ми беше задоволство што можешме да се дружиме во ова прва емисија во новата година. Ви закажувам нова средба утре наутро, ако Бог даде живот и здравје, во 8 часот и 30 минути. Бидете со нас, ние ќе бидеме со вас. Пренесете ја оваа информација на вашите најблиски, на вашите пријатели, и тие да се вклучат во нашата програма. Ако имате ваши идеи, ваши совети, ваши примери, искуства, доставите ги, напишите ги, а ние ќе ги објавиме во наредните емисии. Бидете одговорни, чувајте се, Господ нека биде со вас. Се гледаме утре повторно. Пријатно. Ке се одјавиме со нашата реклама за дописната библиска школа, и затоа погледнете ја и со тоа ве поздравуваме. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.